Добар ден, почитувани, и овој понеделник добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Мрсулчињата или секретот од носот е вообичаена појава кај бебињата, децата од предучилишна, но и раната училишна возраст. Тоа кај родителите создава голема загриженост и страв. Случајно да не се искомплицира состојбата или пак да не се спушти на белите дробови, како што велат. Различни се причините што доведуваат до воспаление на слузницата на носето, секрет што тече или пак затнато носе. Во овој случај се работили за бактериска или вирусна инфекција, или пак можеби алергиска позадина стои зад проблемот. Треба ли да се лекува? Дали провевот може да доведе до растечено носе во детска возраст? За сето ова повеќе од разговорот со професор доктор Татјана Јакевска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања Козле во Скопје. Започуваме веднаш по рекламите. Започува денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Започна есента, се намалија температурите и веднаш се растекоа носињата кај малите деца. Зошто е тоа така? Некои родители велат моето дете настина. Па што е тоа настинка, професорке? Добар ден. Ви посакувам убав ден. Благодарам на поканата за денешниот вака еден casual разговор за нашите дечиња кои што се сега навистина сите со вирусни инфекции, со настинки, со течење на носето, со почеток на алергиски ринити и така натаму. Значи, прво да ви одговорам на прашањето настинка. Значи, настинката ствари значи вирусна инфекција. Вирусна инфекција со риновируси. Тоа се едни лесни заболувања, во смисла не се некои така доста агресивни вируси, него се едни така полеснички, да ги кажам, кои што прават една клиничка слика на течење на носето, на секретчето, може би една лесна температуричка, може некое подкашлување во однос на спуштање на секретчето, меѓутоа не нешто повеќе, меѓутоа може тоа да трае и недела и две. Така да потребни се течности, нели оние природни лекови, загрејување, парацетамолче, евентуално ако веќе имаме нели фебрилност, и така малку одмор и може би нели витамини, природни препарати, сега и пробиотици секако, затоа што во најновите студии пробиотиците практички се еден вид на стимулација на имунитетот, нели преку цревата, каде што имунитетот е практички се наоѓаат паровите плочи, тука се ствараат имуните антитела, значи тука имаме ИГ антитела кои што се многу важни за респираторниот тракт. Тие се многу важни и тие се ствараат во паровите плочи, тоа е околу 70% кое што од имунитетот се ствара во цревата. И затоа ние веќе почнуваме и една дури респираторни инфекции да лекувате со пробиотици. Да, тие се, значи имаме сега спојка на микробиомите цревни и белодробни. Така да тоа се многу нови студии. И ние секогаш ги пратиме студиите, така да препорачуваме пробиотици веќе дури и после веднаш раѓањето, за да се подпомогне, особено кога оние деца кои што одат со царски рез, да се подпомогне малку имунитетот со правилните бактерии, со оние кои што се правилни. Зошто деца што се родени со царски рез треба да примаат пробиотици дури за заштита од респираторни инфекции? Значи, раѓањето на бебето има многу е важно. Ако се раѓаат по природен пат, тие се населуваат со бактериите од плацентата, од мајката, се пренесуваат значи преку папчената врпца и плацентата, преку вагиналниот канал. Значи сето она што ги опружува и тие практички ги добиваат добрите бактерии, оние кои што се потребни за имунитетот во цревата, како што се бифидус бактерија, лактобацилус и така натаму, тие ройтери. Меѓутоа, оние кои што се раѓаат со цезареа, значи со царски рез, практички се стерилни. Значи, тие не проаѓаат и не ги добиваат по тој спонтан пат тие бактерии кои што се потребни. Напротив, тие се стерилни и они што добиваат? Ги добиваат бактериите од докторите, нели ракавици, маски, од површината, од воздухот, што се сосема различни бактерии и тие навистина имаат поинаков имунитет и поинаку понатака се развиваат. И затоа во најновите студии сега
Тој микробиом е многу важен. Тоа се значи сите бактерии, тоа се значи 300 милиарди бактерии кои што се такви позитивни или негативни. Тоа е многу интересно вака кога се чита и кога се абсолвира, кој ќе победи и како сето тоа ќе се однесува. Така да не само тоа, важно е и доењето, во смисла ако се на доење преку мајката ќе имаат исто други бактерии, бидејќи мајчиното млеко не е стерилно. Да, фактори на раст, фактори кои што даваат имунитет. Имаме секреторен ИГА исто така кој што се лачи. Така да тие исто така ќе имаат еден друг. Бебе што е родено спонтано, вагинално и кое што е на доење има сосема поинаков имунитет, многу добар имунитет, има една рамнотежа практички, додека оние што се родени со цезареа, иако се потоа дополнително на адаптирана формула, затоа што анестезијата малку делува на тоа добивање на млеко, на таа лактација, сепак попроблематично е и самата формула не може да ги има тие фактори. Колку и да се трудат фармацевските куќи да направат адаптирана формула блиска на мајчиното, додаваат и пробиотици, пребиотици, сите тие работи, сепак е потребно, сосема се поинакви и се може да настане и дисбиоза, викаме, една неравнотежа и тука многу лесно можат некои инфекции да навлезат во тој период и затоа се сега најновите ставови, да се почне со пробиотски, кај нас сега имаме најнови пробиотски култури, мешавина на тие култури кои што се потребни за еден добар имунитет. Не е sejedno какви пробиотици ќе примат. Воопшто не е sejedno, не, напротив, многу е важно кои се знае. Точно се знае и кој пробиотик за што делува. И колку време може да земаат? Тие може да земаат до подолготрајно. За да делува, пробиотикот на имунитетот, потребно е да се земе подолготрајно во смисла 3 месеци, па може месец дена пауза, па понатака. Така да многу е и тоа интересно и важно. Да се навратам, професорки, на првото прашање за настинките. Тоа значи дека имаат вирусна позадина, не се предизвикани од провев и од студено време? Не се, сепак се тие риновируси кои што ги напаѓаат. Сите не напаѓаат во зависност каков ни имунитетот, поготово после летниот период, сонце, така натаму надвор, чист воздух. Сега ние се затвараме, одеднашка сме во затворена средина, престанавме маските да ги носиме, така да веќе многу полесно се населуваат овие риновируси. Родителите често се прашуваат зошто овие настинки или проблеми со мрсолчињата кај децата се повторуваат и се присутни понекогаш и сериски, со месеци. Присутни се затоа што кога еднаш ќе се наруши имунитетот, многу е тешко да се возврати. Не само со имунитетот, поврзано е, ние уште во носот имаме трепки. Или како трепкички кои што тука ги задржуваат сите оние прашини, пердувчиња, вируси, бактеривчиња, практички голем дел застанува на тие трепки. Понатака, целиот сите дишни патишта се со трепки, каде што они ги елиминираат сите тие. Тие ностоп се движат, има секрет и ностоп ги тргаат на страна сите тие, да речеме, агенси. Загадување, се. Меѓутоа, кога еднаш ќе навлезе таа вирусна инфекција, сега зборувам, риновирусот е една од полесните, да речам, меѓутоа имаме респираторен синцицијален кој што е многу тежок, кој што веднаш спушта на плуќа, што викаат родителите. Тие прават ршум, тие трепки ги уништуваат. И тој е оголен епител. И секоја наредна вирусна, било и бактериска, може врз тоа и бактериска да се надогради, веднаш почнува со кашлица. Ги нема трепките и треба време, 1-2-3 месеца тие трепки да почнат да растат и да почнат да имаат својата функција. Тоа е проблемот практички. Кога ќе се уништи еднаш, многу е тешко да брзо тоа се возврати. Им треба време на тој систем респираторен да се врати во нормала и да биде како одбранбен систем. А од друга страна ги имаме дечињава, па и ние сега почнавме работа, сите во затворени простори,
се провевува, ама не е баш како што беше летно време со отворени прозорци. Децава се во градинки, еден настина, друг настина, тој има еден вирус, овој има друг вирус, овој има бактерија во носето. И тоа ги е разменуваат. заразно и се ги разменуваат и никако тоа да се поткрене имунитетот и да се поткрене самиот систем. А колку респираторни вируси е нормално? Инфекции нормално. Е да има детето во видете, една може, година? значи, од 6 до 12 е нормално да има во тек на година. Така да тоа е сосема во светски рамки, значи е сосема нормално да имаат 6 респираторни. Тоа практички доаѓа еднаш месечно или еднаш од 2 месеца, што Значи кога некој ќе рече детето ми се разболува пречесто, тоа не е пречесто, туку спаѓа во критериумите за нормално. Да, тоа зависи меѓутоа за која инфекција збориме. Ако збориме за носето, за горно-респираторни, 6 до 12 е сосема нормално. Меѓутоа ако имаме обструкции, нели? Веќе после четвртата обструкција ние веќе мораме, или пневмонија, мораме да истражуваме што се случува, да правиме нели разни дополнителни испитувања и да ставиме некаква дијагноза, нели? Така да зависи кој дел од респираторниот систем е зафатен. Родителите се многу вознемирени и загрижени кога ќе протече носето кај бебето или пак малото дете, бидејќи се плаша да не дојде до некаква компликација. Чести ли се компликациите и зошто обично страда увод? Компликации може да настанат, да, поготово кај бебињата, затоа што кај бебињата и кај малите деца уште не е се доразвиено самиот систем, значи така да полесно, значи сите тие настинки, да речеме, или вируси или бактерии се навлегуваат во долните дишни патишта. Меѓутоа, самото кога се работи за бебе, кој им тече носето, повеќе вознемиреноста затоа што се плачат, не сака да цицаат, затното носето, практички не може да цица и не може да јаде, вознемирено и плаче. Затоа, значи, е потребно тоа носе да се исчисти. Тука можеме да ставиме, значи, дали преку инхалација, дали како капки, има посебни за бебиња физиолошки раствор. Што е тоа физиолошки раствор? Тоа е солен раствор, значи тоа е морето. Значи, само што во морето е хипертон, значи малку е посоленко, нели кога ќе ни влезе морска сол, нели малку тоа не тера да се закашламе, ова е изотонично, практички како натриумот и хлорот се на исто ниво. Али соленко е, малце соленко и тоа значи убаво ја обложува со таков секрет има во сите патишта, во дишните патишта, така да практички како ја реставрираме нормалната влажност на носето и на грлото, нели ако правиме инхалации, и после тоа има тие посебни нели како пумпици. Да се користат тие? Да се користат треба за да се извади некои поделени секретчето. ставови има, вела да не внесете бактерија на таков начин и слично. Па треба внимателно сепак, нели? Ние да не кога се работиме, повреди, е силно. па не, овие бебешките се многу фини, има нели како крушка едно што е многу нежно, тие се нежна пластика, многу се убаво изработени. Има други кои што се како да влечеме ние самите, меѓутоа родителот, ама има посебна комора каде што практички мрсулчево ќе оди, значи него вовлекуваме во себе. Кога ќе пораснат има и друг систем за испирање на носот, затоа што значи тие се како систем за испирање се вика, затоа што со таа, значи со физиолошкиот раствор, со таа морска вода, да речеме, си го плакнеме носот и ги тераме сите тие вируси, бактерии, нечистоти и спиеме мирно, значи чисте како кога миеме заби. Така да тоа не би требало да биде. Се плашат родителите затоа што е мало, нели, затоа што се плашиме да не го повредиме, ама нели кога сечете ноктички на бебето и тогаш се плашиме, нели, сепак е тоа многу мало и се плашиме со било каква интервенција. Меѓутоа, заради да им помогнеме да им се ослободи носето за да може да дишат, потребно е сепак да се извади тој секрет. Голем предизвик е ова да се направи кај малите деца кои што не дозволуваат да им се пипна носето, па плачат. Па треба вештина. Дополнително солзи низ носето течат. Значи, друг начин на тоа, значи кога се работи за мало бебе е бањење. Значи кога се бања, нели кога ќе го ставиме према напред и кога се потура нели со или кога го потураме со топлата водичка, практички ќе му истечат и мрсулчињата. По природен пат, да кажеме.
Значи многу е важно да истечат мрсулчињето од Многу е носот. важно за да биде нели прочистено, да може убаво да диша. И тогаш он може и да цица, нема да плаче, може малку и на страна и на повисочко да се стави, нели, за да само не главчето, него како целото бебенце да се подигне, за да може Вака да убаво се вака душекот така, да се душечето, стави. да. И малку на страна за тој, нели, тие мрсулчиња да не му влезат во гроцето, па тогаш се закашлува, па мајката нели ќе се исплаши, леле се закашлува, па нели се спушти на плуќа, нели, а тоа не е ништо, него само го гулта секретчето, како што нели ние, нели, впрочем, некојаш ќе гултнеш, па така ти доаѓа како да се гушиш. Значи, се додека се бистри тие мрсулчиња, се додека нема температура или некоја лесна субфебрилност, се додека е вака во општа добра кондиција, да речеме, можеби само навечер ќе биде повознемирено, нели, да не се спушти, нема потреба од ништо дополнително, во смисла само со ова што кажавме, нели, доење, природни препарати, можеби пробиотици, витаминчиња, нели, витаминот Д исто така многу е важен. А кога може да се употребат капките за нос кои што го одзатнуваат носето? Вака сега, значи, има различен вид на капки. Значи, капките може да бидат физиолошки раствор, што ви кажав, значи, тоа е она што практички ни се наоѓа во секретите, а за одзатнување има, значи, капки кои што имаат супстанции кои што не се дозволени за деца, за бебиња посебно, тоа се ефедрини. Сега веќе мислам дека и не ги не се произведуваат или мислам сега нешто како псевдоефедрини прават, затоа што тој ефедринот знае да прави тахикардија. И порано сме имале, кога работев на детска клиника, значи може да дојдат бебиња со тахикардија. Баш онака и со пароксизам од капки, пошто нели ние кога плаче, немаш осет дали еднаш или два пати у денот ќе стаиш, него му ставаш. И може да се претера и тогаш тој ефедринот така, значи, делува вазоконстрикторно и прави проблеми. Ги стеснува крвните садови и ги отвара дишните патишта, ма влие очигледно и на влие и на срцето и затоа тие и не се дозволени, мислам дека во последно време веќе не се ни произведуваат, него се прават со псевдоефедрин, кој што исто не е кај бебињава дозволен. Значи бебе, мало дете само со физиолошки раствор. Само физиолошки раствор. Значи да нема нешто солен раствор, како што солен раствор, значи да. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 02-3076-677. Ги очекуваме коментарите, прашањата, дилемите на темата на која што зборуваме, затнато носе во детска возраст, професор доктор Татјана Јаќовска, специјалист по педиатрија од Институтот за белодробни заболувања Козле во Скопје, е гостинка во студиото на Телма и таа ќе ни ги даде сите појаснувања. Споминавте дека е многу важно да бидат проводни дишните патишта, бидејќи бебињата дишат на нос, но од друга страна, доколку е носето затнато, може да дојде до воспаление на уфцето. Да, тоа заборев да кажам, значи кога е ова се затнато, значи тубите устахиви, значи и ушите се поврзани со носот. Значи од анатомија е која нели сите сме учеле, треба да се запамти дека тоа е се поврзано и кога е затнато, кога нема проток, значи на воздухот, на секретот, тогаш има доповлекување на ушната мембрана и тогаш веќе добиваме и воспаление на ушите. Или децата ги боли, па плачат, па се тријат, значи кога се бебиња не може да каже, али ги тријат така, ги тријат ушињата и тогаш веќе треба да се посомневаме. И значи може само да пипнеме вака нежно, значи тоа викаме ние трагус, антитрагус, дали ќе изреагира. И кога доаѓаат на преглед на кај мене, например, пошто они се плашат од туги, нели, луѓе, најчесто им викам на мајките, ај вие притиснете, пошто на мајката, нели, е навикнато да го гали, ама кога ќе го заболи, стварно ќе го заболи, а јас ако го пипнам како лекар, нели, он ќе изреагира, па не знаеме дали е од страф или е, нели, од исплашеност, така да може и дома сами да си проверат луѓето. Мислам родителите дали он реагира, не да стискат јако, него чисто онака како, нели, тоа ако има нешто ќе изреагира. Има реакција. И тогаш веќе треба да се направи еден орал преглед, односно преглед на ушите, на носот, нели да се земе некој бриз да се види и можно е да се стави под некаква терапија во моментот да се види, нели, како и што е, каква е состојбата. Има од до. Дали има потреба од антибиотици, без антибиотици, само со капки. Мислам, има разни начини на лекување во зависност каква е состојбата. Имаме гледач. Веднаш ќе го пуштиме во програма. Добар ден.
ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам докторката, па растеченост кај 10. А јас сум 68 годишен, па тука веќе 3-4 дена само сакам да прашам. Се извинувам, прашањето е за вас, ако не се лажам, така? Да, за мене. Ама но денешната докторка е педијатар, така што за овој проблем со синуси кај возрастник имаме емисија наскоро во Телма амбуланта, ќе можете да се вклучите и да поставите прашања. Докторке, продолжуваме понатаму. Во кој случај треба да се испита дали секретот во носот е предизвикан од алергиски причинител, вирусна инфекција или пак бактериска? Како родителите да знаат за што се работи? Бидејќи еве носето тече долго време и сега има дилема за што се работи. Треба ли бриз да се прави? Се додека е бистар секретот и не треба да се прават брисеви. Штом ја промени бојата, ако веќе почнува да станува жолтеникаво, па некогаш и зелено, некогаш е сив, тогаш веќе мора да одат на лекар и да се прегледа детето, бебето и да видиме за што се работи. Значи, штом добие боја, веќе значи нешто се населува. Затоа што значи не може да толерираме вирусна инфекција подолго време, нели? Нема е ништо, ќе избрише носето и така, нели? Ќе го издува, ако знае да го дува. Или значи ќе го бришаме, меѓутоа кога веќе ќе промени боја, сепак е добро да се види што се случува. Зелената боја на секретот најчесто се јавува од ензимите што ги лачат леукоцитите, затоа што сите леукоцити, ние нели земаме крвна слика и гледаме леукоцити во крвта, нели колку ми се, па ќе речат леле покачени се, не се покачени. Значи тие леукоцити не одат само во крвта, значи преку крвта одат и таму кај што има проблем. И таму се борат и на лице место, не се како војничиња. И значи тогаш ако има проблем бактерија во носот, во грлото, тогаш нели кога ќе видите оние бели наслаги или гноеви во грлово или црвени како реактивни, тогаш леукоцитите се таму. И тие лачат специјални ензими со кои што практички да се изборат против бактериите. И затоа се добиваат, например, тие бели наслаги, затоа се добива зелен секрет или жолтеникав, значи почнува на кај зелено доди. Значи тогаш веќе имаме некаква бактериска инфекција. Сега дали таа ќе и да добиеме бриз, ќе ја лекуваме само локално, во смисла носот, грлото и така натаму, или ќе дадеме системски антибиотик, тоа веќе зависи од самата состојба, во смисла дали е во добра општа кондиција, дали пие, дали јаде, нема ли висока фебрилност. Значи сето тоа има, докторот проценува до кој стадиум и како ќе го лекува тој момент. Мислам дали ќе даде нели антибиотик или нема да даде антибиотик. Така, но значи бриз не треба да се направи веднаш, доколку не веднаш, не. Не, треба да се почека да се види, нели, мислам што се случува кога ќе промени боја, тогаш веќе може да земеме бришче. А како изгледа секретот од алергиска? Од алергиска е бистар. Тогаш е бистар. Тогаш е бистар. Не може да стане белузлав или пак на тој секрет да се накалеми некоја бактерија? Не. На тој што е од алергија, тој практички е серозен, тој е обичен. Еве како на пример алергија, јас имам алергија на очи, значи светкаат очите, тие се како и течат солзи. Тоа се значи провоцираат секреција обична. И најчесто родителите кои што имаат алергија во фамилија, било каква, атопија, они знаат дека имаат во семејството, сепак таа има 70% се нели наследни тие алергии. Не мора да бидат на истата супстанца, меѓутоа самата подлога на бебето што од мало се гледа дека ќе има атопија, се вика тоа, дали ќе оди како атопичен дерматит во смисла на кожата, дали ќе оди со некаква алергија на храна, дали ќе оди како нели алергија на тревите, на поленот и така натаму, така да обично тие вака прават. Дури мало во бебе вака може да прави. Мислам така се вика тоа кога прават со носето, таа бразда, да ја речам така, има еден покрет кој што е така посебен за алергите, типичен за алергиите, каде што, например, они може да не кашлаат, да немаат никакво, немаат ни симптоми на температура, ништо, само така едноставно, или ќе се зацрвени, може би, очињата. Така да, во тој случај, може би, треба и да се помисли и во Козле доаѓаат доста деца, мислам родители со деца кои што сакаат да им се испита, нели, се подолго време трае тоа, значи трае во некој одреден временски период, пример полен трева е од
да речеме половина на април до половина на јуни. Сега има нешто? Сега има, алергени, значи актуелни? има сега се полен дрва, па сега има аспергилус тие што се, па на амброзија. Значи има во секој временски период има нешто што дразни, да кажам, и алергиите почнуваат и во зимски период. Така да од негдека средината на февруари веќе имаме алергии на тие полени на трева, на дрва, и така натаму. Мислам, баш онака е доста алергина ни е нашата средина, ма и целиот Балкан е. Така да има доста алергии во смисла на овие што се инхалаторни, нели, оние што не обкружуваат. На храна се исто посебни, кога што можеме има алергија на кравјо млеко. Тогаш може да тече носето доколку има Може. алергија на кравје, значи дури Може. прехранбени продукти да. може да предизвикат И респираторни да, реакции. може, да. Растечено носе. Да, може, Ретко кој може. би се посомневал од родителите на нешто такво. Па да, ама они не мора да биде по кожата. Например, не мора да има значење. Може да алергија на храна, да има респираторни симптоми. Значи ние имаме деца што се алергични на нешто од храната, не мора да е кравјо млеко, нели, може на друго нешто, меѓутоа да има обструкции, да се гуши, значи да има наод, на бели дробови, така да мислам да има потешка клиничка слика, така да може и баш некоја јака, да речеме, алергиска реакција да направи. Во тој случај какви тестови правите? Мора да се испита, предпоставувам, на што е детето алергично, Видете, тоа да се открие. Најдобро е да се испита со прекокожните тестови, доколку дозволува ситуацијата и возраста. Сепак за Што значи возраста? Па возраста значи порано беше да наполна 3 години, во смисла дека тогаш нешто треба за да добиете позитивен одговор, треба да исполнува некои услови. Значи да има малку барем имуниот систем да му е развиен за да направи антитела, зашто тука се тие антителата, он ќе изреагира на реагенсот што го оставаме. Тоа е едното. Второто е да нема употреба на антихистаминици, да не пие сирупче за алергија или таблетки да не прима. Значи, многу е и тоа важно, дали шприца во носот кортикостероиди, дали антихистаминици, значи сето тоа има колку време сме, колку не сме, значи за секој од тие си има правила. И кога ќе дојде на преглед треба да биде здраво. Значи во смисла не да има симптоми. Па ајде малку може ако е малку тен, меѓутоа ако има такви изразени симптоми, ние ако му направиме, ние можеме шок да му направиме. Бурна реакција и тоа е многу опасно, не е баш така безазлено да кажам. Така да, значи ние сега се повлекува нели границата веќе од година ден. Значи работава треба вака да стои едно 10-15 минути. И сега нели сам проценува родителот колку може, како може. И што значи тоа? Значи ако имаме позитивен одговор, во смисла се мери со ленирче, ако имаме позитивен одговор, тогаш е навистина алергично на таа супстанца. Меѓутоа ако е негативен, не значи дека не е. Да, значи дека можеби имунитетот не е уште стимулиран на тој агенс. Така да има тука многу финеси во смисла на откривање на алергиите. И не се само тие, има и печови, има и батови, има и венски зимања, значи многу начини на откривање на алергија, на додефинирање, да кажам, па дури до генетика на крајот. Значи прилично комплексно е во детска возраст да се открие причинител. Да, доста е комплексно да се открие. Кој што доведува до алергиска реакција. Професорке, никога се случува носето да им се затне на децата и кога се плачливи, кога плачат многу или кога ќе излезат и надворе ладно и ќе им се растече носето. Зашто се работи па? Тоа е исто пак е ринит, меѓутоа тоа се вика вазомоторен ринит. Не се случува кај сите и пак е тоа една преосетливост, да кажам. Не може да кажеме дека алергија, меѓутоа веќе некој си преодливост, да речем, како сепак е преосетливост на крвните садови, нели? И како ќе изреагираат. Али не е страшно, нели, после тоа си попушта само од себе или само со физиолошко растворче може да се смири тоа. А што да преземат родителите кои што детето има проблем со задното носе, но и иритабилна кашлица? Поради секретот што се спушта во позадини. Тоа е исто така еден голем проблем. Детето упорно кашла, носето тече, го чистат носето, но кашлицата и понатаму е присутна. И патечности.
течности. Ние не препорачуваме сирупи никој. Има Тоа ми сирупи. беше прашањето, дали сируп за па видите, има кашлица сирупи, може ако да е се даде? стварно, мислам, да речеме, греота и детето да се мачи на краишта, ако е веќе стварно гледаме дека е многу. Сепак треба да се однесе на лекар и да се види, може би некоја исто пак алергиска реакција. Видите, алергиите, тригер за алергија е вирус. Значи прво почнува вирусната инфекција и на која што ги разбранува тој имун систем и веќе почнува алергија да се јавува. Значи, сепак ако е така со кашлица, некоја надразнителна, подолготрајна, ден, два, не се смирува, нели, се дава, нели, чајчиња, топличко и сите тие работи, значи треба да се однесе на лекар за да се процени што се случува. И тогаш веќе можеби да се препорачат и некои сирупчиња ако нели да се смири таа кашлица, затоа што не треба да се мачи детето, па и ние нели да се малтретираме со таа надразнителна кашлица. Кога носето е затнато, детето ќе почне да подкашлува, дали малку или повеќе, sejedno, понекогаш родителите инсистираат да биде покриено со антибиотик за да не се спушти проблемот на белите дробови. Ќе помогне ли превентивното давање антибиотик? Видете, ние на тешки случаи, например, еве пациенти со цистична фиброза, пациенти со тешка астма или со некои што имаат реуматска болест или некои што имаат хронична болест, може и да дадеме превентивно антибиотик. Тоест има процедура како се дава, значи не се дава во тераписки дози, се дава помала доза, се дава одреден период од денот. Значи тој може да биде подолготрајна во смисла на превенција, ама тоа е значи во исклучителни случаи со хронични болни. Кај здрави деца навистина не треба да се дава антибиотик. Значи има начини, значи сега има и на природна база многу лекови, значи веќе се избегнуваат оние нели имуноглукани кај децава. Кои што беа многу популарни беа многу популарни и се тие советува постојано да ги дават родителите. Тие навистина може да помогнат. Меѓутоа се поставува прашањето веќе што правиме ние со тие имуноглукани долготрајно, да речеме, 10 години. Што правиме? Сега се во тек такви студии да видиме што уствари се случува. Многу играње со имунитетот, поготово кај децата, не е препорачливо, затоа што навистина не знаеме во кој правец тоа ќе не однесе. Се мешаме малку во природата. Меѓутоа сега за среќа излегоа и нови препарати кои што се без имуноглукани на природна база, тоа се тревки, тоа се рибизлили, не знам там, значи некои бобици и така натаму во некои комбинации кои што со своите природни дејства делуваат малку на зајакнување на имунитетот или еве ја спречуваат вирозата, например, краткотрајно некако делуваат со тој слично, меѓутоа не се на природна база. И јас ги сакам тие препарати што се сега све на природна база, со пробиотици, со такви многу убаво. А што е со медот? Некој се плаша да не предизвикаат алергија кај детето? Па, видите, особено ако е често болно. Алергиите на стршлен и на пчела се изразито страшни, значи јаки. И тие навистина се многу ретки. Меѓутоа не значи дека се алергични на мед. Значи тие се реакција на убодот, меѓутоа медот, прополисот може да се дават, меѓутоа треба постепено, нели, да се лижне малку, нели, порано става на цуцлата, нели, малку да лижнат. Сето тоа ќе се провери, значи не е огромни количини, па и не можеш да јадеш мед. Инаку и прополисот, нели, сепак е исто еден природен лек, да речам, за имунитетот. И моето последно прашање за денес е како да ги научиме децата да го издуваат носето? Тоа е многу комплицирано, затоа што и моето дете не знаеше да дува нос. Па некако се снаоѓавме во смисла да, еве, го држите едното ноздрвче, па ете така, за да има сила, пошто они немаат сила да дувнат преку двете, нели. Сепак е тоа една посебна техника, нели, зимаш воздух, па да дувнеш, па така пробувавме некако, значи со по едно носе, да кажеме, или дувањето навистина некои деца знаат, така им доаѓа, меѓутоа стварно е тешко тоа да издува носе. Да, можеби најтешкиот проблем во тежок проблем е, за време на
затнатото носе или пак растеченото носе, кога се децата хоспитализирани, што правите во таква ситуација? Па аспирации на носот. Аспирации? Имаме посебни сундички, тоа е посебен систем, се менуваат се Некогаш стерилни родителите се. ги носат и децата Ги носат, да. во некоја Знам, оториноларинголошка Па не амбуланта за можат аспирација. сами, да. И тогаш Советувате тоа да го прават? Па јас сум повеќе за домашно. Меѓутоа сега затоа што ако не можат да се справат, подобро е да се направи отколку да се гуши бебево, нели, детенцево мало. И се брца нели со тоа сундичката и се вовлекува. Тоа е систем еден на вакуум систем, сличен на овие што нели со уста што ги правиме, ама нели друг ќе ги направи, па полесно. Излегува секретот и му се ослободува. И се они плачат тука, нели малку е така таа метода, не знам сте виделе како личи? Да, има и на интернет некои видеа со шприц, со физиолошки шприц е раствор, друго. кога детето Да, се легнува на една страна, се Тие со става... шприц се идеални. Значи само што но овдека шокантно нема. изгледа. Личи шокантно, ама не знаете колку е добро. Тоа има, значи Не може детето да се удави, не може да се удави затоа што ова е поврзано. Значи тоа затоа се позема посебна вака така, се става на страна, малку и надоле и он од оваа страна му тече наваму се излегува и обратно. Така да треба една посебна позиција. А за нас поголемите, да речам, има тука систем што е како исто со како Аладинова лампичка, се става нели морската сол и исто така над лавабо се прочистува. Некој ви реков, некој тоа им е како секоја вечер кога мијат заби, тоа го прават и сето тоа што е нели пошто стварно овдека ние со носот све дишаме, се што е овдека се оди преку носот. И сосема на крајот од денешната емисија да ги охрабриме родителите дека се нормални респираторните инфекции во детска возраст. Колку рековте во предучилишна? 6 до 12. 6 до 12. Само треба да се издржат. Тоа треба да се издржи. Ако не прават проблеми дечињата многу, може и полесно да се издржи. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Претпоставам дека веќе во Институтот за белодробни заболувања Козле има наплив од деца со респираторни инфекции. Има, да, веќе е почнато. Има периодов доста респираторни вируси различни. Значи има и риновируси, респираторно-синцицијални, веќе аденовируси, различни клинички слики. Тоа аденовирусот оди и со течни столици, со проливче, така да измешани се инфекциите, сите се тие на вирусна основа, сите се вирусни. И ама фала Богу проаѓаат во најголем број од случаите проаѓаат за 3-4 дена. Ковид има? Па нема, 1-2 деца има само со ковид. Некако се смири. Фала му на Бога. Да. Ви благодарам многу уште еднаш за гостувањето во денешната тема амбуланта. Почитувани професор доктор Татјана Јакевска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања. Козле беше денешна гостинка во 0М+. Ви благодарам за вниманието што не следев, со кое не следевте, имајте пријатен ден.